Благодарам, почитувани пратеници, почитувам председателя на владата. Ке почнам од таму од каде што застана последнава дискусија, а се однесува за оставката на Петар Атанасов, но не само оставката на Петар Атанасов. Мислам дека СДСМ ваков каков што е, и вашата влада со 28 министри, и вашето водење на владата, господине Заев, онака како што ја водите и практикувате власта, ги оддалечувате, алиенирате, дистанцирате оние луѓе кои што се независни, кои што се слободоумни, кои што имаат свој став и кои што ве донесоа на власт. Не е само почитувани присутни Петар Атанасов. Тука е Бранимир Јовановиќ, доскорешниот советник на министерот Тевдовски, тука е господјата Бранка Костич Марковиќ, тука е новинарот и уредник Бранко Геровски, тука се делата и неделата на Курто Дудуш, тука е она што се случи во текот на вчерашниот ден во Љуботен и цела низа на личности и цела низа на настани. Почитувани присутни, мислам дека нешто е проблематично не во државата и земјата Данска, туку во државата и земја Македонија, кога имаме ситуација во која што 250 културни работници, 250 независни интелектуалци, луѓе што сите ги знаеме, од сите етникуми, провениенци и убедувања, ќе му напишат писмо на Зоран Заев: не го чепкајте МКЦ, не го чепкајте едноставно тој културен живот, и кога 10 дена владата не знае поред што да направи. Зошто? Затоа што заменикот министер кој што е таму ниту го интересира култура, ниту го интересира работа, ниту го интересира нешто да создаде, туку таму е за нешто сосема друго. И тоа е поразувачки. Господине Заев, уште еднаш, оној момент кога 250 независни интелектуалци и културни работници ќе ви напишат писмо што правите, тоа е причина за аларм. Понатаму, апсолутно, господине Заев, имате проблем кога личности човек како Петар Атанасов ќе напише пост и оставка, и кога на тој негов пост, а вие, колеги, тоа слободно можете да го погледнете, ќе има 430 коментари на Фейсбук, од кои што 90% позитивни. Тогаш треба да се замислите што правите. Кога неговиот пост има 350 споделувања, 350 споделувања и 2500 лајкови, а вашите објави со розева диоптрија ќе добијат 100, 200, 300 или не знам колку лајкови, со сите бустирања, со сите ботови, со сите штабови, тогаш СДСМ има луѓе кои што може да го препознаат тоа и знаат колку е саат. Кога Петар Атанасов ќе порача револуцијата ги јаде своите деца, не е добро. Кога Петар Атанасов ќе порача не се добри состојбите во образованието, и тоа како е загрижувачки. Имате ресор, господине Заев, каде што имате околу, сега се веќе каде помалцено заокружено, ќе кажам, 190.000 ученици во основно образование, 90.000 во средно образование, имате околу 30 на 40.000 во високо образование. Сума сумарум, тоа би се некаде околу 300.000. Плюс минус, осцилира бројката. Кога ќе ги додадете на тоа родителите, имате некаде околу 600.000 граѓани на Република Македонија, кои што директно секојдневно се допрени и засегнати од ресорот образование. 600.000. Како што ви реков, 300.000 ученици, средношколци, студенти, плюс вработени, таму имате некаде околу 30.000 вработени во сектор образование, плюс, како што ви реков, родители на учениците, каде што вие тотално ги имате отпишено, каде што Петар Атанасов вели: не можев со Зоран Заев да се разберам. Премиере, вие ги знаете причините за мојата оставка. И не е тоа ситуација во која што Петар Атанасов сакал да биде министер по секоја цена. Не, Петар Атанасов година дена се обидувал нешто да промени, ама гледа дека во оваа влада на ад хок решенја
на никој не му трепнува око за овој витален и важен ресор. Имаме проблем кога до вчерашниот советник на министерот за финансии ќе рече не се сменети луѓе, не се сменети функционери кои што добиваат тендери. Господине Заев, ако може да се чуеме, колеги. Ако може, да, ве молам. Почитувани присутни, вие знаете многу добро сите колку остро дискутирав за политиките, решенијата и предлозите на Драган Тевдовски. Остро го критикував. Да, затоа што мислам дека не треба да има зголемување даноците. Да, затоа што мислам дека треба да има повеќе инвестиции. Да, затоа што мислам дека е национална катастрофа да имаме 13% капитални инвестиции, најмалку во историјата, најмалку во последниве 50 години во Македонија, а речи си пола година поминало. Но за Драган Тевдовски може и било кој може се да каже, но сите знаеме дека е чесен. Драган Тевдовски има образ и Драган Тевдовски е чесен. Не се согласувам со неговите политики, со неговиот концепт, светоглед, како сакате наречете го. Но во оваа влада и во оваа гарнитура има барем 10-15 министри кои што местото им е да ја напуштат вратата, да ја напуштат просторијата, да им се побара оставка или да ги разрешиме тука, да им се каже чао, пријатно. И цела ова под наводници метла се сведе на тоа Драган Тевдовски да го изгуби ресорот. Драган Тевдовски ли е виновен, господине Заев, што имате ресори, ваши министри, што имаат реализација на капитални инвестиции пола година поминато 6% или 7%? Па Драган Тевдовски ли треба да ги подпишува тие материјали? Драган Тевдовски треба да испрема проекти за тие институции? Не. Не. Еден министер менјавате, еден министер менувате, а уште еднаш ќе видите што имате најмалку 10 на кои што треба да им ја покажете вратата. Ќе ви го кажам и вас, сум го кажал тоа овде. Имаме министри за странски инвестиции, на кои што буквално имињата не им ги знаеме. Сериозно. Имињата не им ги знаеме. Велите 600 милиони евра инвестиции. Па ќе ви кажам само еден податок. Ќе ви кажам, например, Гентерм во Прилеп, што спаси прилепската економија, е 20 милиони евра, 2000 вработени скоро таму. Па кај се, тоа значи дека ако вие навистина имате, а немате 600 милиони евра инвестиции, тоа значи дека вие сте требале да отворите 30 Гентерм фабрики или Костал или ОДВ Електрик или да не ги набројам сега сите фабрики во Кавадарци, Дрексел Мајер и Кромберг и Шуберт и така натаму. Тоа се инвестиции по 20, 30, 40 милиони евра. А вие нас ни велите дека тука имате 40 отворени фабрики. Нема, господине Заев. Затоа што вашите министри за странски инвестиции ги гледаме на улица Македонија од 2 сат како пијат кафе. Затоа што на улица Македонија се шеткаат и се шетаат. Проблем е кога Бранка Костичка рече срушени ми се идеалите во кои што верував. Проблем е, господине Заев, кога недела дена сите знаеме дека Курто Дујуш претепувал човек во канцеларија. Абер нема од одговорност. Па првите 5 минути требаше да поднесе оставка и да следува сето друго што треба да следува. Господине Заев, политички немате сила во владата затоа што ни еден министер на ДУИ не менувате. Ни еден министер ДУИ ви очита лекција дека едноставно не можете, едноставно дека немате таму нити по хоризонтала, нити по вертикала било каков политички маневарски простор. Господине Заев, вас ви требаше 2 месеци да направите како фудбалски тренер измени. Како човек кој што согледува работата на владата, вие требаше првиот ден после изборите да кажете тие и тие луѓе ги менувам, а не 2 месеци анализи и да се сведе тоа на еден министер менување. И тоа уште еднаш ќе речам за човек кој што не сум баш сигурен дека треба да биде на овој ваш список. Има уште многу работи кои што сакам да ви кажам, кратко е времето. Господине Заев, имаме ситуација во која што, ќе се вратам на таа тема подоцна,
Имате ситуација во која што тука, наместо да чуеме некој збор, зошто се разрешуваат тие министри, зошто се предлагаат оние што ги предлагате, еден збор не слушаме, го слушаме, само да завршам мислата, ја молам. Говорот, ист кој што го слушаме година-две, истиот говор. Значи, нас ни треба тука политичка содржина, ни треба идеја што ќе прави владата, што мисли да прави владата, затоа што очигледно не ни одат состојбите во државата. Државата, на тоа уште еднаш ќе ви речам, да закажеме на Труд и социјала комисија, јавна расправа, 5 сата ќе ви набројувам дека Македонија се иселува како никогаш последни 200 години. Екзодус е од Македонија. Екзодус невиден. Согласете се на јавна расправа и ќе дебатираме со бројки и табели. Благодарам.